Гостин во Република ТВ е специјалист доктор Иван Виденич од инфективната клиника. Разговараме за труењата со храна и со вода. Добар ден, доктор Виденич. Добар ден. Труењето со храна и со вода е често, посебно во лето. Како да се заштитиме од труењето со храна и вода воопшто? Вака, прво да кажам дека алиментарните токсични инфекции или народно кажано труењето за храна се една група на заболувања кои настануваат по консумирање на храна која содржи еден или повеќе агенси од бактерии, паразити, вируси, фунги, но и токсични супстанции од немикробно потекло. Карактеристика на овие заболувања се акутност, значи појава на симптомите во тек на првите 72 часа по консумација на храната. Симптоматологијата е пресо од гастроинтестиналниот ред и епидемиолошка поврзаност, односно постоење на исти симптоми кај две или повеќе лица кои консумирале од истата храна. Овие болести претежно ги јавуваат преку целата година, но доминантно во летните месеци, затоа допринесуваат високите температури. Заштита од овие заболувања не постои тип на вакцина или некое антимикробно средство кое што може да спречи појава на овие заболувања. Значи, најважно во превенција на овие заболувања се мерките на лична хигиена, користење на хигиенски исправна вода за пиење, внимание при консумирање на храна од животинско потекло, таа треба да биде доволно термички обработена, да се консумира веднаш после подготовката на храната. Храната, доколку не се консумира веднаш, треба да се чува да се стави во ладилник, и тоа најдолго 2 часа после подготовката, или дури 1 час доколку надворешната температура на околината е над 30 степени Целзиусови. Потоа, пред консумирање треба темано да се измие овошјето и зеленчукот. Потребна е да се потенцира и внимание при консумација на јајцата. Значи, јајцата може да бидат уште примарно загадени уште во фазата на нивно создавање во репродуктивните органи на живината. Така да и да се они надворешно измиени, дезинфицирани, тоа не е доволно, бидејќи јајцата се загадени, може да бидат загадени уште во самото процес на создавање. И затоа е неопходно да се консумираат само тврдо варени јајца, а никако свежи или меко варени. Исто е важно продуктите кои што се прават од свежи јајца да се избегнуваат, посебно во овие топли летни месеци, а тоа се пред се домашните мајонези, разни сосови, колачи кои се прават од кремови за колачи, кои се прават на ваков начин. Исто и водата треба да се консумира само хигиенски исправна вода, доколку такви услови не постојат, мора да се користи флаширана вода, купена од продавници, или пак доколку и за тоа нема услови, водата прво да се зоврие, да се проврие убаво, а после тоа да се консумира од истата. Покрај тоа се важни и мерките на превенција кои што ги спроведуваат санитарните служби во државата, а тоа би значило редовни санитарни прегледи на луѓето кои учествуваат во подготовка на храна, на здравствените работници, луѓето кои работат со стари лица во домовите, во градинките, значи вработените, како и редовни контроли на објектите кои ја подготвуваат и чуваат храната, обавезна пријава на овие заболувања до епидемиолошката служба, како и следење на бацилоносителите. Спомнавме веќе за намирниците кои вие ги истакнувате како доктори, како посебно опасни кои треба да се избегнуваат. Значи, спомнавме јајцата, спомнавме продукти од животинско потекло, има ли уште нешто на што исто така треба да се внимава во лето? Сакам важно да се потенцира дека секоја намирница која се користи во исхраната, доколку не се адекватно подготвува или адекватно чува после подготовката, е потенцијален извор на вакво заболување. Затоа сакам уште еднаш да ја потенцирам важноста од адекватна припрема на храната. Значи, овошјето, зеленчукот кои што се консумираат свежи мора да се темелно измиени. Храната од животинско потекло мора да биде доволно термички обработена.
И исто така што е најчесто што се прави грешка, тоа е чувањето на храната после подготовката. Значи мора да се консумира веднаш после припремата или доколку ако се остави храната подлого да стои, мора да се чува во ладилник. Во овие топли месеци, значи 1 час е максималното време кое што храната може да се чува после подготовката и веднаш после тоа треба да се стави во ладилник за покасна употреба. Кои се првичните симптоми и компликации кои се јавуваат при труење со храна? Како да ги препознаеме? Па вака, симптомите се општи симптоми и специфични од гастроинтестиналниот тракт. Општи симптоми се првенство се јавува треска, температура, една малаксаност, намален апетит. На тоа се надоврзуваат симптоми од гастроинтестиналниот тракт, во смисла на гадење, повраќање, диареја, стомашни болки, грчеви во цревата. Тоа се главните симптоми кои веднаш нели ги тераат пациентите да се јават на доктор, да побараат помош. Но сакам да потенцирам дека не се секогаш тие болести и толку силно изразени симптомите, така да пациентите треба да бидат подготвени да доколку се јават симптоми на оваа болест, постојат различни раствори за рехидратација по аптеките кои што се набавуваат без лекарски рецепт, со кои што можат самите да си помогнат и доволно е некогаш само диета во рок од ден-два за да овие симптоми се смират. А потешките форми како се манифестираат? Потешките форми на труење доведуваат до преметување на водно електролитниот и ацидобазниот баланс во организмот, што во крајна линија доведува до дехидратација, до намален волумен на течности во организмот, што доведува до намален крвен притисок, може да се манифестира до колапсна состојба, губиток на свест, до појава на грчеви на мускулатурата и намалена перфузија во крајно тешките случаи намалена перфузија на виталните органи со крв, што може да има за последица пореметена работа на бубрезите, срцето, мозокот и во најтешките случаи не сега ниска, што за среќа ретко се случува. Во летото се актуелни и цревните и бактериските инфекции, тоа кај сите возрастни групи. Што треба да сториме за да не дојде до дехидратација на организмот? Па значи најважно е да се внесуваат доволно течности, но морам веднаш да потенцирам дека само внесување на вода не е доволно, бидејќи водата не ги содржи важните електролити кои се губат интензивно во тек на овие болести. Затоа пред малку споменав, постојат по аптеките веќе готови такви раствори за орална рехидратација, кои имаат еден идеален баланс на електролити и други потребни минерали, значи за надокнада во тек на овие болести, кои лесно се ресорбираат од самиот гастроинтестинален тракт во циркулацијата и на тој начин го обновуваат волуменот на течности во организмот, со што може да се превенираат овие тешки компликации кои што ги споменав. Кои се вашите препораки за топлите жешки денови? Која храна да ја избегнуваме и што посебно треба да внимаваме при конзумирање на вода и течности? Па така, јас препорачувам за топлите летни месеци, значи да се консумира само домашно подготвена храна. Значи, доволна термичка обработка на храната од животинско потекло, темелно миење на овошјот и зеленчукот пред употреба и консумација само на свежо подготвена храна. Во однос на водата би напоменал дека секој боравок во летните месеци, а што посебно често со оглед на одморите, значи препорачувам да не се консумира водата кога се борави надвор од местото на живење, туку единствено да се консумира флаширана купечка вода и евентуално доколку нема услови за тоа, да водата пред употреба се проврие и потоа да се употребува.
На средина од летото сме, до сега не чувме за големи труења со храна што се карактеристични. Памтите ли некоја голема таква на инфективната клиника? Да, како не сме имале повеќе такви труења, секоја година се случуваат, некогаш во поголем, некогаш во помал интензитет. Сме имали ова сезона неколку такви, меѓутоа не биле со тој интензитет за да се проче во јавноста дека е некој голем проблем. Од што најмногу страдаат стомаците? Од сладолед? Па, видете, значи, реков, секоја храна може да биде потенцијален извор. Значи, не може да обвиниме сега одреден тип на храна дека само таа може да предизвика. Значи, и сладолици тука, и овие колачите со кремови што се прават, и овие продуктите од мелено месо. Исто морам да ги истакнам и овие домашните мајонези што се прават од свежи јајца. Значи, различни типови на храна се кои можат да предизвикаат вакво труење, но сепак превенцијата значи е најважна. Значи да се избегнува во летниве месеци користење на брза храна. Препорачуваме и домашна храна, свежо подготвена, за да се спречи појавата на овие масовни заболевања. И благодарам на гостувањето, доктор Виденич. Благодарам и на вас.